Почитувани, ограбен полициски магазин во Охрид, ограбена фирма за медицински канабис, сомнежи за корупција во владата, контроверзиите околу убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот се темите со кои разговаравме со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министре, ви се случи грабеж на полициски магазин во Охрид. Како се случи и се дозволи полицијата да биде жртва на грабеж? Значи, ова е прирачен полициски магазин, прва работа, второ не е украдено оружје и мислам дека такви шпекулации кои што сака да ги употребат за дневно политички цели не ни користат на никој. Значи, ова е прирачен магазин кој што имаше одземени предмети и кои што биле таму складирани и дел од хемиски средства кои што ги користеле од СВР Охрид. Така да не станува збор воопшто за кражба на оружје, а секако дека сите истражни действија се насочени кон откривање на сторителите. Имате ли сознанија кој го извршил грабежот? Да, имаме сознание и тие сознанија ги проверуваат и ги документираат колегите со цел да можеме да излеземе со кривична пријава. Над 100 шишиња со масло од канабис и кейси со цветови од канабис беа ограбени од крушевска фирма која е под стечај. Зошто е направен пропуст во чувањето на канабисот за кој државата е одговорна? Ова не е прв случај да ни се случува од вакви објекти, фабрики за производство на медицински канабис, да имаме изнесување во некои од случаите или кражба на опојните дроги. На тоа полицијата имаше реакции во изминатиот период. Повеќе такви акции беа спроведени, реализирани, изведени сторителите пред лицето на правдата. Секако дека надлежноста си имаат фирмите во однос на обезбедувањето на објектите, чувањето според сите прописи кои што се предвидени, а додека надзорот го врши Министерството за здравство од овој аспект. Така да ние максимално сме посветени во делот на контролата и надзорот што е во делот на Министерството за внатрешни работи. Овде станува збор за кражба за која што се прибираат исто така податоци, информации, се со цел да бидат пронајдени сторителите и да бидат казнети. Рековте дека ова не е прв грабеж. Има ли разрешница на другите грабежи во минатото? Сите. Двајца полициски службеници се суспендирани од работа поради примање подкуп на граничниот премин Блаца и за нив се поднесени кривични пријави. Но се истражили дали некој од нивните колеги бил запознаен со подкупот или учествувал во истиот? Многу е важно да имаме систем кој што функционира ефикасно и во делот на борбата против корупцијата. Корупцијата е еден од феномените за кои што сите ние имаме сериозен проблем во државата, бидејќи ни ствара проблем во развојот и функционирањето на општеството. И многу е важно сите институции да воспостават механизми кои што ќе значат ефикасен одговор и на корупцијата во сопствените редови. И ние затоа преземавме низа на мерки или реформски процеси во изминатиот период, преку јакнењето на Одделот за внатрешна контрола, професионални стандарди и криминалистички истраги, понатаму формирање на посебен надворешен механизам на контрола на полициските службеници, формирање на посебно оделение во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кои што имаат задача да водат истраги за вакви престапници. Секако дека и овој случај е целосно расчистен, поднесена е кривична пријава за подкуп, лицата се суспендирани од работното место, ќе се води и дисциплинската постапка. Секако дека ние детално работиме на расчистување на целиот овој случај, меѓутоа тоа е во делот на истрагата и повеќе детали од ова не можеме да пласираме во јавност. Како граѓаните да имаат доверба во полицијата кога од низини магазини се краде, а полициски службеници примаат подкуп? А дали постојат институции во кои што не се случуваат вакви работи? Дали знаете држава во светот во кој што не се случуваат вакви работи? Значи да не создаваме погрешна перцепција во јавноста. Државниот апарат мора да биде ефикасен во борбата против корупцијата и против кривичните дела. Подеднакво да одговори без разлика за кој станува збор.
тие постапки да бидат транспарентни и да бидат неселективни. Секако дека постојат низа на механизми и на мерки кои што се превземаат и ние, впрочем, заради преземањето на таквите мерки, посебно во делот на антикорупцијската политика, Република Северна Македонија се искачи на скалата во однос на борбата против корупцијата и криминалот. Тоа е доказ дека сите институции превземаат низа на мерки во делот на антикорупцијските активности. Секако дека мора да работиме за да се стесни просторот, да се намали нивото на корупција и во редовите на институциите, а најважно од се е да имаме ефикасност во откривањето на случаите. Така да кражби се случуваат секаде, престапници, криминалци постојат насекаде. Важно е државата да има вистински одговор и оние кои што направиле кривични дела да се изведат пред лицето на правдата. Сомнижите за корупција не ја заобиколија ниту владата. Поранишниот генерален секретар Мухамед Зекири е во притвор под сомнение за злоупотреба на службена должност. Истрагата првично ја водеше Министерството за внатрешни работи пред да заврши во обвинителството. Како дојдовте до сознанија за случајот? Ако погледнеме низ статистиката, сепак најдоминантни кривични дела во делот на корупцијата е злоупотребата на службената положба и овластување. Јас имам овде некакви податоци статистички кои што покажуваат дека откривачката дејност во последните години се зголемува и тоа е енормно. Само во 2020 година имаме 97 кривични дела кои што се поврзани со корупцијата и при тоа имаме 161 сторител. Причината материјална штета некаде околу 100,2 милиони денари. Исто така, во 2021 година се продолжи интензивно со борбата против корупцијата. Беа откриени 157 кривични дела, што представува зголемување на откривачката дејност во државата за 67%, некаде околу 261 сторител или 149 милиони денари е проценатата вредност. Овие податоци се важни за да покажеме дека имаме изголемување на откривачката дејност, а со тоа и јакнење на јавната свест генерално за пријавувањето на корупција. Така да гледате дека секој обид или секој индиција дека постои било каков криминал или висока корупција и во државните органи се процесуира. Така да сите овие активности пред се управата за финансиско разузнавање ги следи финансиските трансакции, веднаш таму каде што постои сомнеж го известува надлежното јавно обвинителство, Министерство за внатрешни работи, постапуваме по однос на овие дела, секако дека и за конкретниот случај кој што го споменавте, на тој начин е постапувано. Јас можам да кажам дека сите барања кои што се во јавното обвинителство, како за било кој друг случај се спроведуваат и ние ќе останеме посветени како Министерство за внатрешни работи професионално до крај да се помогне да се изведат сите овие докази, да се приберат податоци и така натаму. Сепак на крајот судот треба да ги цени доказите, да ги донесе одлуките и одредена одлука која што би била во однос на тоа што постои сомнеж во периодот на истрагата. Директорот на финансиската полиција Арафат Муареми е предмет на предистражна постапка за непостапување во истрагата за случајот Труст против бизнисменот Сеат Кочан. Очекувате ли и тој да поднесе оставка како што тоа го направи Зекири? Јас видов дека има доставена некаква кривична пријава. Јас не знам дали е воопшто во предистражна постапка, заради тоа што доставувањето на кривичната пријава не значи веднаш преминување кон предистражната постапка. Јас апсолутно верувам дека нема преземано ниту едно действие кое што е незаконито, затоа што извршување на пресуда не може никако да биде во надлежност на директор на финансова полиција.
Министре, прво осомничениот за убиството на хрватскиот ракометар Денис Тот и се предаде на полицијата и се наоѓа во притвор. Тој, како што информиравте, бил пронајден на подрачјето на аеродром. Каде се криел осомничениот? И прво осомничениот и другите двајца осомничени за убиството на Денис Тот се наоѓаат во притвор, за нив се води постапка, поднесени се кривични дела односно кривични пријави за кривичното дело убиство и целиот овој случај е расчистен до крај. Секако дека информациите кои што ги споделивме, дека прво осомничениот е на територијата на аеродром приведен, тоа се методи и тактики во полициското работење кои што се искористени се цел да дојдеме до прво осомничениот и да биде приведен. Секако и сите други аспекти во овој дел се разгледуваат, истражуваат и документираат, така да најважно е дека сите ги имаме во притвор и целата таа постапка во делот на истрагата е расчистена до крај. Добро, му помогнал ли некој во криењето? Затоа реков дека сите други аспекти ги имаме во тек на активности, на работењето и така натаму. Кога ќе дојдат моменти за соопштувањето во јавноста, секако дека ќе бидат соопштени. Уште еднаш и со вас сакам да напоменам дека немојте да очекувате дека МВР или било кој друг орган кој води истражна поставка, тоа ќе го прави преку медиуми. Повторно се појави нова јавна соба на која се споделуваат експлицитни фотографии од жени и девојки на социјалната мрежа Телеграм. Зошто одговорноста застанува само на креаторот и администраторот на групата, а не на сите оние кои споделуваат содржини? Знаете дека и претходните случаи на јавна соба беа процесуирани и тоа многу брзо. Веќе имаме и кривични дела. Секако дека квалификацијата на кривичните дела ја прави јавното обвинителство врз основа на сите докази кои што можат да бидат прибрани. Тоа е многу важно во една кривична постапка, да ги приберете доказите и на основа на доказите да се поднесат соодветни поднесоци и пријави. Така да секако таму каде што постои остварувањето на битието на едно кривично дело, тоа кривично дело може да биде докажано и да се процесираат сторителите. Така да сакам да укажам посебно на потешкотијата во делот на обезбедување на сите податоци кои што треба да бидат обезбедени на социјалните мрежи или на овие платформи кои што ги имаме телекомуникацијски, бидејќи не секогаш, односно во најголемиот дел од случаите, не соработуваат овие посебно телекомуникацијските платформи, па дури и социјалните медиуми, иако веднаш се преземаат сите активности заедно и во координација со јавното обвинителство. Така да и за овој случај поднесена, односно има пријава, интензивно се работи во однос на откривањето на сторителите и креаторите на оваа група. Дали тоа практично значи дека оние кои споделуваат содржини не може да бидат одговорни? Тоа значи дека сите оние кои што се наоѓаат во таа група и за кои што може да биде обезбеден доказ дека сториле кривично дело, ќе бидат процесирани. Конфликтот во Украина трае повеќе од 1 месец. Колку бегалци досега од Украина се регистрирани во земјава? Значи 4557 украински државјани се влезени на територијата на државата и на излез од државата имаме 3586. Значи некаде околу 1000, односно 963 лица има на територијата на државата, кои што пред се деца под 16 години и некаде 94 лица над 70 години, кои што се останати тука. Немаме некое енормно зголемување на лица кои што се тука на територијата на државата или пак лица кои што доаѓаат во овој момент, меѓутоа владата подготви сет на мерки кои што ќе значат помош на граѓаните од Украина кои што бегаат од воените дејствија кои што се преземаат заради агресијата на Русија врз Украина и украинскиот народ. И ние мораме да покажеме човечност, да покажеме солидарност и да им помогнеме на оние луѓе кои што бегаат од воени дејствија. Ви благодарам за издвоеното време. Благодараме на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.
Охрид.